Пожестока дискусија и со напуштање на седницата на Советот од страна на опозицијата, штипена чекор до референдум за можна изградба на станови за бегалци. Ова е резултат на поднесените 4000 подписи од страна на кампањата Будење за Штип, кои веќе неколку денови се собираат во центарот на градот. Не сме донеле одлука денеска да распишеме референдум. Донесовме заклучок дека ја прифаќаме иницијативата што ја поднесува група граѓани. На седница што ќе се одржи во септември, не можам точно датувам да ви го кажам. Прво ова треба да излезе во службен гласник на општината, па потоа ќе биде закажана седница на која ќе биде распишан референдум по сопствена иницијатива на Советот. Од Будење за Штип се убедени дека на наредната седница на Советот веќе ќе биде донесена и одлуката за референдум на кој ќе се дефинира и референдумското прашање. Уште минатата недела е надмината бројката, потребната бројка и имаме уште минатата недела над 4000 гласови. Значи тоа е потребната бројка, бројката која првично ја гоневме. Ние сме, значи, чекор поблиску до целта, до тоа што стоиме. Ја донесовме ова иницијатива на дневен ред на Советот, каде што дел од советниците ја поддржаа и тоа е за нас чекор напред. На одлуката на Советот претходеше жестока кавга меѓу советниците од СДСМ и ВМРО ДПМН. На крај опозицијата ја напушти салата, а на прес изјави дека во позадина на целата иницијатива е обична манипулација со граѓаните. Ние би поддржале референдумско прашање од типот дали сте за изградба на сместувачки капацитети на локации кои што од градоначалникот веќе се побарани од страна на Министерството за транспорт и за труд и социјална политика. Имајќи предвид дека такви локации воопшто не се побарани и не се предмет на оваа стратегија. Од СДСМ побараа и детална проверка на подписите, зашто се сомневаат дека сите се важечки, а посочија и на подписи на малолетни лица. Што и како ќе се случува, и дали и кога ќе има референдум во Штип, ќе се знае по наредната седница на Советот. Една од можностите е истиот да се одржи заедно со локалните избори, за да се избегнат дополнителни трошоци.